благодарам, почитуван председателя на Собранието на Република Македонија, почитувани колеги пратеници. Веќе 3 дена дебатираме на пленарна седница и 10 дена дебатиравме на Комисијата за финансирање и буџет. За буџет кој е развоен, буџет кој е за граѓаните и за потребите на сите граѓани во Република Македонија. Проектирањето и креирањето на буџетот за 2019 година е врз база на реализација на претходната, односно 2018 година, и очекуваните економски остварувања во идната 2019 година и реформите кои се планирани исто така во 2019 година. Јас кажав и на Комисијата за финансирање дека овој буџет, точно дека е најголем буџет, но секој буџет нареден бил планиран во последните, ќе се вратам 5 години, бил планиран од буџет до буџет се поголем и поголем. Се движел од 6 милиарди до 17 милиарди денари повеќе во планирањето и во остварувањето на буџетот. Значи, во 2015 година биле планирани приходи од 163 милиарди, 2016 година биле планирани приходи 176 милиарди, значи за 13 милиарди повеќе, 2017 187 милиарди, 11 милиарди повеќе од претходниот, 2018 193 милиарди или 6 милиарди повеќе од претходниот и 2019 година планирани се 210 милиарди или повеќе 17 милиарди денари. Фискалната политика за 2019 година е во функција на зачувување на макроекономската стабилност, социјалната сигурност, поддршка на македонската економија и забрзување на евроатлантските интеграцијски процеси. Под фискалната политика се подразбира контрола на јавните финансии, како и подобрување на квалитетот на јавните расходи со значителен обем на капитални инвестиции. Со овој предлог на буџетот на Република Македонија за 2019 година се планирани приходи од 210 милиарди денари и расходи 228 милиарди денари. Прецизно испланираните приходи ќе резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5% или се планирани 17,7 милиарди денари. Околу планирањето на буџетскиот дефицит, ако се вратиме наназад, од 2014 година, значи планирани биле 18 милиарди, реализирани, колеги, слушнете убаво, 22. Значи, буџетскиот дефицит се реализирал со 2 милиарди денари или повеќе од планираниот 4 милиарди денари. Во 2015 година планиран буџетски дефицит бил 18 милиарди запирка 4, а реализиран 19 милиарди запирка 4, скоро 1 милиарда повеќе. Во 2016 година буџетскиот дефицит бил планиран 23,1 милиарда, а реализиран 16 милиарди или помалку, повеќе, останале нереализирани 7 милиарди. Во 2017 година буџетскиот дефицит бил планиран 18,6, а реализиран 16,8 или помалку 1,7. За 2018 со завршната сметка ќе видиме колку ќе биде реализиран. Планираниот дефицит е во согласно со фискалната стратегија на Република Македонија 2019-2021 и ја потврдува планираната фискална консолидација, пропратена со натамошна буџетска дисциплина и обезбеден значителен финансиски простор за инфраструктурни проекти и поддршка на домашната економија. Проектираниот дефицит за 2019 година во износ од 17,7 милиарди денари опфаќа отплата на основ на главница на надворешен долг во износ од 6,2 милиарди денари
и отплата на домашен долг во износ од 10 милиарди запирка 3 милиони денари. Вкупните приходи, вкупните расходи во предлог буџетот за 2019 година, како што кажав, се планирани во износ од 228 милиарди денари и тие се во функција на редовно и навремено исполнување на сите законски обврски, поддршка на домашната економија, забрзување на инфраструктурните проекти, како интензивирање на интеграционите процеси во ЕУ и НАТО. Со предлог буџетот за 2019 година во целост се поддржува приоритетот за интегративните процеси на Република Македонија и во ова насока обезбедено е значителен износ на средства во Министерството за одбрана, како предводник на реформските активности на Република Македонија, во постигнување на стратешките цели на државата за членување во НАТО и ЕУ. Буџетот на Министерството за одбрана е зголемен за 0,24% од бруто домашниот производ или 8 милиарди 310 милиони 755 илјади денари изнесува буџетот на Министерството за одбрана или 1,19% од бруто домашниот производ. Да се вратиме наназад колку средства се обезбедувале за Министерството за одбрана во изминатите години. Во буџетите биле планирани во 2015 година 5 милиарди 652 милиони 810 илјади. Во 2016 година биле планирани 5 милиарди 901 милион денари. Во 2017 година биле планирани 6 милиарди 240 милиони денари. Во 2018 година биле планирани 6 милиарди и 500, во 2019 година се планирани 8 милиарди 310, како што кажав пред малку, милиарди денари. Со тоа потврдуваме дека приоритет на Министерството, на оваа влада е Министерството за одбрана и опремување во целост според стандардите на НАТО и ЕУ. Тековните расходи за 2019 година се планирани во износ од 202 милиарди денари, наменати за редовна исплата на плати на вработените во јавниот сектор и нивно зголемување во последниот квартал во 2019 година во висина од 5%. Расходите за исплата на плати се проектирани на ниво од 28 милиарди денари. Тука се планирани покачувањето на платите за вработените во буџетските корисници во последниот квартал од годината во 2019 година. Расходите за стоки и услуги се проектирани на износ од 19 милиарди 6 милиони денари, со што ќе се обезбеди редовно и непречено подмирување на обврските на буџетските корисници. Социјалните трансфери се проектирани на износ од 107,7 милиарди денари. Да напомнам дека во 2015 година социјалните трансфери беа планирани на 48 милиарди 717 милиони денари. Во овој буџет скоро се дуплираат средствата за социјални трансфери. Тука спаѓаат 56,4 милиарди денари за наменети за исплата на пенсии. Ако се сеќавате, колеги, значи со секој буџет и со секој ребаланс ние интервенираме во пензискиот фонд. Во 2006 долгот кај забија шајка, кај заковаа шајка, кај забија бандера. Бандера во жив песок. Во 2006 година долгот на ПИУМ изнесуваше 9,4 милиарди, а во 2016 година 26 милиарди денари.
За исплата на паричен надоместок во случај на невработеност за невработени лица, планирани се средства во износ од 1,4 милиарди денари. Тука морам да спомнам дека за една година право на надоместок по основ на стечај добија 8100 граѓани. Со законот кој го донесовме минатата година и опфативме 8100 граѓани да се стекнат со право на паричен надоместок. За спроведување на активните политики и мерки за вработување планирани се 1 милиарда и 100 милиони денари, кои ќе бидат насочени кон креирање на програми, мерки и услуги за вработување, кои се спроведуваат за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржат вработување на млади лица и младински гаранции. Со мерката вработува, да се подсетиме, значи со мерката вработува Македонија вработува во 2009 година беа планирани 598 милиони денари. Во 2015 година 625 милиони денари, во 2019 значи 1 милиарда денари. За здравствената заштита се планирани средства во износ од 30,2 милиарди денари. Планираните средства за здравствена заштита кои ќе се реализират преку Фондот за здравствено осигурување е поголема во однос на 2018 година за околу 1 милиарда и 200 милиони денари. Во најголем дел наменети за финансирање на здравствените услуги, како и за зголемување на платите на докторите специјалисти за 10%, почнувајќи од јануари 2019 година. И дополнителни 5% со исплата на септемвриската плата за 2019. Не се исклучени и останатиот медицински персонал, ќе добијат 5% покачување на платата заклучно со јануарската плата во 2019. Во предлог буџетот воведовме социјална правда. Планирани се средства во износ од 10 милиарди и 300 милиони денари, во чии рамки е опфатена целосна реформа на системот за социјална заштита преку воведување на гарантиран минимален приход со цел поддршка на најранливите категории, како и обезбедување на социјална сигурност на стари лица. Субвенции во земјоделството, како и значителен износ на средства од ИПАРД програмата, ќе обезбедиме и понатаму ќе се обезбедени средства за субвенции, исплатата на субвенциите ќе биде редовно, нема да дозволиме, како во 2015 година, да имаме исплата за набавените палми во износ од 31 милион денари од платежната агенција. Трансферите до локалните самоуправи во износ од 19 милиарди денари за финансирање и пренесување на надлежностите на општините и приходи остварени од ДДВ. Овие средства во однос на 2018 година се зголемени за 1 милиарда, од кои 143 милиони по основ на ДДВ, дотација, додека 865 милиони денари се зголемени блок дотациите. Во овие рамки се обезбедени средства за зголемување на платите за вработените за 5%, почнувајќи од септември 2019 година, односно платите на вработените во училиштата, градинките, домовите за стари лица, културните установи и пожарникарите ќе добијат покачена плата во износ од 5%. Капиталните инвестиции, многу сакаме да зборуваме за тие капитални инвестиции, и минатата година критикувавме за капиталните инвестиции дека не можат да се реализираат и ги реализиравме со рекордни во последните 7-8 години на рекордно ниво од 19 милиарди и 800 милиони. Верувам дека и оваа година процентот на остварување на капиталните инвестиции ќе биде на високо ниво. Капитални инвестиции
Ќе зборувам малку за амандманите кои ги поднесоа колегите. Амандманите кои беа поднесени од страна на колегите за мене се издржани. Дел ги поддржав. Се однесуваа за екодрво, водовод и канализација, тротоари и пречистителни станици, локални патишта, реконструкција на улици и дел од нив, изградби и реконструкција на градинки, изградба на старски домови, реконструкција на училишта, изградба на спортски сали, изградба и реконструкција на регионални и магистрални патишта. Поголем дел од амандманите се однесуваат на локалната самоуправа, се однесуваа за изградба на тротоари, изградба на водоводи и канализации, пречистителни станици, таму каде што треба да аплицираат градоначалниците во релација со Министерството за животна средина. Изградба на градинки, успеав да дојдам до некои податоци за одредени градинки кои аплицирале, а имаше поднесени и амандмани. Газибава има проект и е одобрен проектот и проектот изнесува 240 милиони денари за изградба на ова градинка. Ерџелија има проект, но нема предвидено со деталниот урбанистички план, односно прво треба да се направи детален урбанистички план, да се евидентира и во постапките при аплицирањето за градинките треба да се водат одредени услови кои треба да ги исполнуваат. Еден од условите е да се уклопува во деталниот урбанистички план. Околу капиталните инвестиции, јас ќе спомнам дека многу пари беа потрошени за акцијата Ден на дрвото. Средства кои беа во износ од 777 милиони. Колеги од Министерството за земјоделие и шумарство биле потрошени 300 милиони денари. Од Агенцијата за финансиска поддршка 30 милиони денари. Од Македонски шуми 442 милиони денари. Дали со овие 777 милиони денари не можевте да направите водовод и канализации? Тие амандмани што ги поднесувавме ние во изминатиот период, ги поднесувате и вие. Се слагам, издржани се и треба да се завршат и ги апелираме како пратеници до градоначалниците без разлика на партиската припадност да обрнат внимание. Секој кој доаѓаме од општината ќе ги презентираме амандманите кои беа доставени и ќе сугерираме на нивна реализација. Бидејќи доаѓам од областа екодрво, можам да подискутирам малку. Екодрво или прочистувач на воздухот или зелен билборд е дрво кое е со краток век, составен од мофи и два вида на васкуларни растенија. Дали треба? Треба. Дали треба локалните самоуправи и јавните предпријатија да обрнат внимание околу заштитата од загадувањето? Да, се согласувам и треба да обрнат внимание. Дали треба да се посветат околу почиста животна средина? Треба. Дали треба да се посветат на изградба на пречистителни станици од амандманите кои беа наведени? Треба. И на крај ќе завршам, бидејќи времето ми истекува, околу јавниот долг. Сакам да потсетам дека на првата страна, вчера беа кажувани многу погрешни цифри, на првата страна од експозето на министерот убаво стои дека јавниот долг изнесува 5,1 милиарда евра, односно 48,2%. Да ве потсетам, колеги, за јавниот долг во изминатите години беше многу повисок. Со доаѓањето на оваа влада го намаливме јавниот долг
Јавниот долг изнесуваше 48,8. Со доаѓањето на оваа влада, јавниот долг моментално е 48,2. Благодарам.